Председателки, имаше една српска поговорка "Шта речи, а не заплакати". Јас навистина, почитуван заменик министер, и пред 2 дена ви кажав, ви честитам на храброста или лудоста, не знам навистина што е ова, затоа што вие сте единствен подписник на овој закон. Ако некој глумеше маш низ овие месеци кои што поминаа, тоа беше Артан Груби. Знаете како ве намести како мало дете? И вас, и Бочарски. Никаде не стои неговиот подпис. За жал, не знам, навистина требало да разговарате, не знам каков е тој ментален склоп, некој да побара да се подпишете и вие да се подпишете, без да видите или без да знаете нешто. Меѓутоа, ајде, затоа што постојано ваму зборувате за некаков европски фронт и европски вредности, јас ќе почнам од почеток. За да стане држава, земја членка, можеби доследен сум со ова, на Европската унија треба да се почитуваат мадридски, копенхагенски, мастрихтски критериуми и така натаму. Сега во Копенхаген ќе одам поред затоа што верувам дека не ги знаете. Има економски критериуми каде што вели постоење на функционална пазарна економија како и капацитет за справување со притисокот на конкуренцијата и пазарните сили кои владеат во Европската унија. Ја ваму не видов ниту конкуренција, ниту капацитет за справување со конкуренцијата. Вие си поднесовте, односно тие што си се договориле таму, си донеле тука некоја фирма, си се договориле, ве најдоа тука 60 на души да гласате за некакво си стратешко партнерство со економски оператор, наместо со некоја држава која што е логично да ни биде стратешки партнер. Вие со економски оператор подпишувате стратешки договор и сега, ако некој виде вас нагости, тој треба и почитува вашите правила. Кај мене дома не се пуши. Кој сака нека дојде кај мене дома, не може да запали цигар. А јас кога одам некаде на гости, ги почитувам правилата на таа куќа каде што сум влегол. Сега како се мешаат баби и жаби, и сега тој наш стратешки партнер иде и ни го кажува неговото право, неговите желби, неговите потенцијали, со што располага, со што не располага, а ние како некој, ајде да не кажам погрешен збор, како некои послушници, како некои кираџи во сопствената држава, треба да го прифатиме секое негово барање. И тоа не е логично. Понатаму имаме од Копенхаген институционални критериуми. Земјите кандидати мора да го усвојат, применуваат и спроведуваат целокупниот пакет на политики, мерки од законодавството на Европската унија, и ова бара и доволен административен капацитет на земјата кандидат за транспортирање на европското право во националното законодавство, за неговата примена и за ефикасно спроведување преку соодветни административни и судски структури. И вториот услов од Копенхаген не се применува во овој случај. Понатаму, 95 година, Мадрид. Во Мадрид се носат следниве заклучоци. Мадридскиот критериум од 95-та укажува дека усогласувањето на националното законодавство со европското законодавство само по себе не е доволно, туку неопходно и земјите кандидати да изградат административни капацитети кои ќе бидат доволни за спроведување на законодавството. Што се случува после Мадрид? Се случува Мастрихт, каде што врска немаме ние, што односно сме многу далеку од тие критериуми и така натаму. Меѓутоа, еве, од трите самити каде што си имаат донесено некакви одлуки за идно за членување на земјите, ние од двата одлуките не ги почитуваме. Зошто? Затоа што Груби е ненаситен и сака да си става у джепчето. И тоа е нормално за него, меѓутоа не е нормално за една земја аспирант за членка во Европската унија. Понатаму, можноста, ова е нешто што следува. Можноста за забрзување на собраниската процедура со европското знаменце е замислена за закони со кои што се врши усогласување на македонското законодавство со правото на Европската унија, и ова е навистина реакција од оние кои што се представници на таа Европска унија, односно евроамбасадорот Дейвид Гири. Вие претходно кажавте дека ние кога ни одговарало сме го применувале тоа, кога не ни одговарало не сме го применувале. Треба да расчистиме една работа. Значи, легитимитетот ВМРО ДПМН го црпи од граѓаните, а не од Европската унија. Тука не станува збор за партија, станува збор за држава. Државата
треба да се усогласи со европското законодавство, без разлика дали е ВМРО ДПМН, дали е ДУИ, дали е СДСМ или било кој политички чинител. Значи да не мешаме баби и жаби, да, ние не се согласуваме со тоа, затоа што народот не ни дал мандат за да правиме нешто што некој друг ни го препорачува. Меѓутоа се согласуваме токму по ова прашање, затоа што оваа држава треба да остане на сите нас заедно, без разлика од која партија доаѓаме, и треба нашата држава, Република Македонија, да си го согласи законодавството со ова во Европската унија. Но што се случи? Поднесовте еден закон, најдовте тука неколку пратеници кои што врска немаат и не го виделе договорот. Еве јас да ви кажам дека имам видено делови од договорот, каде што се обврзувате на такви понижувачки решенија кои што уште долги години ќе имаат последици. Ај во делот на цените што се обврзувате да бидат 4-5 пати поскапи, и тоа ви го кажав претходниот пат. Ако 4900 чини еден кубик бетон на македонска фирма, ваму е 439 евра, 27.000 денари, 22.100 денари повеќе. Ај тоа што е така, е така. Јарно, ама ова што 70% од работниците треба да бидат од странство. Тоа што за тие што ќе ни дојдат од странство нема да важи истата процедура за стекнување на право на престој, туку тие на брза лента ќе дојдат и одма ќе почнат да работат. Што ако се од ИСИС? Што ако се некои било какви луѓе кои што се со некакво криминално досие? Или се навикнавме на овие шкајарски клан, качачки, како и да се вика клан, од Црна Гора да им даваме, па ајде, криминалците на куп ќе ги ставиме. Не може така, оваа држава треба да функционира по локалните закони, по законите кои што постојат. Немојте да се фолирате со овакви глупости. Ова е класична глупост, ни права на работници, ниту темелни вредности се почитуваат. Ништо не се почитува. Луѓе, вие знаете што правите со ова? Дозволувате министерката која што не е подпишана, пазете на овој предлог закон. Заменикот го натерал. Министерката да си одредува работно време, да си одредува плата, да си одредува се и се што. А нели оваа држава постојат закони? И како сега за овие кои што плаќаат даноци во Република Македонија, кои што се образовале, кои што се дел од даночниот систем, здравствен систем, ваков, таков, наков, како за нив ќе важат едни закони, а за некој што ќе дојде од друга страна ќе важат други закони. Па ако ќе повторам уште еднаш, ако некој ми дојде нагости мене, јас ги кажувам правилата. Не можам да дозволам по туги правила. Вие го правите сосема спротивното. Имаме ние тука работење прва, втора, трета смена, нашите сопруги, нашите сопрузи одат втора, трета смена. Зошто сега за нив да не важи, а за овие нашиве да важи дополнително да си плаќаат даноци? Ја навистина не можам да го разберам тој ментален склоп, а од друга страна па кажувате вие сте се бореле за работничките права, ваму гледаме сите синдикати ви реагираат, оспорување на членови на Уставот и така натаму, на Уставен суд сега ќе одат и така натаму. Одлука на Уставен суд има кој што е во спротивност од ова што го барате. Ја не знам вие чии интереси ги браните. И пак ќе ви кажам, ќе ве наместат да лапнете јадицата, на крај само Грубик и Макер. И тие околу него што се фирмичките што ќе бидат подизведувачи. За крај, за тоа што немам многу време, ева ќе ви кажам кратко една, не знам како ќе ме разберете, една приказна, ја доаѓам од Велес. Сега, порано кога имав малку повеќе слободно време, овев на риба, и најлесно се ловеа кленовите, кај нас утмани ги викаат. И за некој кој што ќе се залетот, и знаете како кленот не гледа што јаде, он само јаде првен, ако не му се свиѓа ќе оплукне. И за некој што е таков, или поинаку го викаме и лапниурда, го именуваме со утман. У Велес некој таков што донесува брзи, непромислени одлуки, му викаме, абе, утман еден. Немојте да бидете утмани. Немојте да лапате се што ви се сервираат и на крајот ќе ви се удри од глави. Благодарам.